ви кажав дека ќе ви представам нешто што е многу интересно и атрактивно, посебно за балканците, ајде за нас македонците специфично, бидејќи ние уживаме во македонската храна. Без разлика каде и да сме во светот, ние сакаме нашата храна, нашиот вкус. За прв пат на островот гледам храна за носење, пардон, македонска, типично. Значи, вкусовите вака како ги гледам на слика е фантастични. Сега сакам и да ви го прикажам ова, овие ни се едни стари пријатели, одамна почна овдека на островот, си го развија бизнисот, македонци, Милија, која што одлучи да прави бурек. И го прават едни од најдобрите буреци. Еве ги, овдека има бурекот, овдека има и јадењата. Ова е тазе, ова е ново. Сега ќе влезам внатре и сакам да ви го прикажам токму тој момент за кој што зборевме пред некое време. Значи, типично балканска, односно вкусна македонска храна. Одиме. Igor Filevski Show. И ајде, добар ден! Добре ве најдовме, леле. Добре дојдовте. Јас се најавив, си кажав дека ќе дојдам и вака апан со станк. Да видиме на лице, на ручек, да видиме, значи вака имаме. Графче, што е ова? Гулаш, Мусака, пире, колбаси и салати. Како за почеток, одлично. Вие што туку стартувавте? Иначе ова е господја Николина од Прилеп, кој што си дојде од Прилеп, си отворија бурек. Луѓето овдека во Малта ве знаат како бурек твиз, бурекџиите, и сега бурекџиите отворија нешто што недостасуваше на македонецот овде. Да. Како ви текна ова? Како дојдовте до моментот да го развиете бизнисот на готови јадења? Размислувавме долго време, ама реализиравме. Така. Еве, почнавме. Имаше потреба да го прашуваа луѓе за храна. Да, затоа што некако немаме време овде. Сите сме зафатени со работа премногу и можеш да подиш во ресторан еднаш неделно. Не можеш да одиш секој ден, немаме време. Да имаш време за тоа. Сите сме дојдени овде за работа и мислевме, еве го реализиравме еве 2 дена пред. Кога ги видов цените бев шокиран. 6 евра порција. Да. Така гледавме да може доволно да се најади човек и да не биде многу високи цени. Одлично. Сега ќе пробам. Сакам да пробам нешто да прашам. Овдека јас престанав да јадам месо и млечни производи. И гледам дека си имам и за мене графче. Има графче, имаме салати. Салатички, топ. Топ, значи за човек што не јаде месо, многу ми е криво што нема да можам сармата да ја пробам, ма Саше ќе ја проба следен пат кога ќе биде. Саше ќе проба све, и мусака ќе проба и ќе ми каже дали е добро, а вака по изглед гледам дека е фантастично. Наша балканска храна. Така одлучивме, решивме, овде има доста пестициди, има доста храна малтешка, балканска недостасуваше и решивме. Како ви тргна вака за неколку дена? Добро е, за овие 2-3 дена е добро, малку луѓе во да научат. Да. И да луѓе. Има нешто специфично вака што барат од храна, например, за сарма, за графче, сум сигурен како вака. Да. А вака нешто специфично да кажат, пипи кога ќе почнете или например зелни кога, има нешто барат? Не, пошто имаме тука бурек, дали? Кој бурек, јадат бурек, не. Бурекот како оди? Не ни е тема бурекот зашто сме го збориле. Како? Добро, еве 7 години траиме, короната ја пребродивме. Знаете дека уште важите за еден од најдобрите буреци. Фала. Многу бурекџи што прават бурек. Да, се надеваме дека Јас кога јадев месо бев овдека редовен и знам. тоа тврдам дека беше еден фантазија. Сега јас почнав да правам бурек без месо и без млечен производ. Како? Тоа е моја тајна. Ама тоа за ние што не јадеме, дека малце луѓе. Со спанач можеме да правиме без сирење, нема да има млеко, млечни производи. Супер. И сега проекцијата за овој бизнис. Како вие ќе тргне, ќе оди, ќе биде уште, ќе се развива уште повеќе? Мора да тргне. Имате уште еден дуќан таму во на сквер. Да. Ќе развивате и натаму? Да, и таму ќе носиме готови јадења. Сега почнавме овде 2-3 дена. Да. Добро оди, за почеток е добро. Мајсторите на хранава, македонци, балканци? Сите балканци, да. Имаме доста и малтежани сега. Да? Малтежани доаѓаат ли за ваква храна? Прашува, да. Озбилно. Пробува, имаше тука за дегустација имавме надвор поставено во овие зелениве пластични. Пробува, му се бенисува храната, да. Задоволни се.
Исто и со бурекот беше, малку беа скептични на почеток. Да, го тоа го Што е видам. бурек? И почна да доаѓаат молтори Да, за бурек. и наши ќе донесе еден, ќе донесе друг утре и почна еве ги. Да, потежани ви јаде бурек, така да ќе ги научиме јаде и балканска храна. Како е Прилеп, кажи ми сега? Има ли идеја за враќање назад во Не. Прилеп? Не. Син ми е таму и с нами, тие си во Прилеп. Не, ние немаме намера да се враќаме во Прилеп. Може да одиме на гости и толку. Стандардно. И кога сме веќе меве 8 година, децата се 11 години. Прилеп. Многу ми е драго и посакувам од срце да ви се развие бизнисот, зашто се ова што е македонско мора да си го штитиме, мора да си го поддржуваме, мора да се држиме заедно како секаде во светот сите што се држат. Така, да. Сега Ќе пробам. мора да пробам, барем тоа што можам ја, тоа што не можам ја на Саше ќе му давам да проба. Да. Да видам вкусот, мириса фантастично. Не можам да ви го пренесам, ама сега ќе ви го пренесам Вкусот. низ јадење. Friday, 8 p.m. New podcast. И пиренце. Графчето е мое. Мислам дека е македонско, така ми рекоа. Графчето е закон. Закон. И јас вако го правам. Слично. Сега ова го гледам, Саше мерак, ама ја месо реков не јадам. Мусака да пробаш, колбас да пробаш, пире да пробаш. Се мораш да... Сега ти ќе ме даш камерата. Чекај. Сега вака да стартиме. Вака. Ајде. Саше. Тебе сега ќе те... Знам дека бивам, со Саше бивам и слични. Саше сме родени на исти датум, он по стар календар, јас по нов календар. Учиме во исто школа во Кирил Пејчиновиќ цел живот заедно. Еве ја ќе пробам од мусаката, пошто сум Сме се дружеле. Голем- Значи вкусот ни е сличен. голем љубител на мусака. Мусаката е значи прекрасна. Па. Саше, ти верувам. Биле ти се префрли Во многу не време. стана веган, ама мислам дека после ова ќе мораш повторно да се вратиш на старата сцена. Тоа е моја мисла. Голбасот го гледам се смее. Се смее, да, ќе пробаме покасно од Ова е подлачето, али гулеш. мусаката е Мусаката прекрасна. значи баш Прекрасно, прекрасно. јас сум голем љубител и ова е прекрасно и препорачувам сите кои сакаат да дојдат и да пробаат на вистина. А гулашот и колбасата? Прекрасно. Па со ловоров лист гледам. Браво. Вкус. Браво, сега преземи ја камерата ти. Многу ми е драго што ги посетив Твинс и многу ми е драго што бизнисот македонски се развива на најубав можен начин и по најубава патека. Не сме малце македонци, многу сме. Значи, потребата од македонските вкусови да ја имаме постојано и од македонските задоволства веќе оди чекор по чекор прогресивно нагоре и затоа секогаш ќе бидеме расположени за секоја ваква авантура или проба да бидеме на лице место. Посакувам да ги посетите, што сега идете за дома ќе си идеам. Чао! 5, 4, 3, 2, 1. Start.